Добар ден, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Прашалник на ТВМ телевизија. Оваа емисија ја посветуваме на проблемите, несогласувањата и најновите случувања во Сдруженијето на пензионери во Охрид и Дебарца. Мои и ваши гости се Љупчо Настовски, член на Собранието, и Крсте Спасевски, председател на местниот огранок Абас Емин и 7 ноември. Нашиот разговор да го започнеме со оно што е најактуелно. Изминатиот период имаше изборно собрание, но имаше и протести. Зошто обвинувате дека станува збор за некои нерегуларности? За какви нерегуларности станува збор? Повелете Настовски прво вие. Прво поздрав до сите гледачи на ТВ Мики. Фала ви за поканата. Штета што спротивната страна не се дојдени да се соочиме. Видете, јас сум млад пензионер и ова што го видов на овие избори ми е малце чудно, односно несватливо. Се дешава многу нерегуларности, каде што, како да ви кажам тоа, како едно семејство да си прават избори. Односно, секаде каде што имаше, нормално имаше и места каде што имаше регуларности, спротивна страна, да речам спротивна, ние сме сите колеги тамо, пензионери, пензионерки и така натака, изгубија. Меѓутоа имаме доста наместени избори, наместени во смисол закажани за еден ден, па одржани на друг ден. Како уплав да фатија, односно сегашно, прошлото раководство, кое веќе тамо, да слободно можам да кажам, повеќе имат стаж тамо, кај пензионерите него работен стаж, како го имат сватено како ова да е некоја приватна фирма и може да си одбират, значи, кого сакет. Тука имаме и непотизам, тука имаме и многу други работи, значи има нерегуларности еден куп. Не знам јас зошто досега колегите пензионерки, пензионери ќутеле, односно, првата ево нерегуларност што сега ќе ја кажам во моментов е во Охрид имаме над 11.500 пензионери. На избориве учествува малте не, да не грешам, ништо повеќе од 200 пензионери. Другите не беа запознаети. Јас не знам какви се овие избори. Избори сте избори, значи треба да види секој пензионер запознат дека постојат избори, односно дека се одржуваат избори, а не овие испадат како тајни избори. Така. Значи, толку. Така. Пред да продолжиме со ставот на Спасевски, мора да кажам дека јас остварив контакт со председателот Ѓорѓе Трпчевски и ги поканив уредно да бидат гости во денешната дебатна емисија Прашалник, но тие одбија. Имам некои дилеми кои што понатака ќе ги продискутираме. Поведете Спасовски вие околу првото прашање. Какви нерегуларности се случуваат? И се случија прво околу изборното собрание. Па јас таму бев некаде околу 12 години потпарал во Сдруженијето и многу добро ги познавам, не само изборните циклуси на назад, туку и другите активности, односно неактивности и носење на одлуки спротивни на статутот на Сдруженијето и сите нерегуларности. И крајно беше да реагирам, малку и професионално како поранешен новинар, малку и домашно воспитување, не може да поднесо некои неправилности, да речеме злоупотреби на одредени раководни места што некој ги прави, ги чини и мораше да се револтира, мислам. И на тој начин се зафатив со ова работа со група пензионери, овие раководни лица, особено председател Ѓорѓи Трпчевски, секретарот Стефан Владимиров, крајно време е тие од Сдруженијето да си заминат. Мислам по легален пат. Ако не ќе мора, да речеме, по судски или по било кој пат, тие да го напуштат Сдруженијето, бидејќи за ово време на нивно владење, што го нема во држава, во ниедно 53 здруженија во Републикава ги има, мислам, тие се однесуваат тамо со некои изборни ујдурми, па со некои нерегуларности и слично. А Ѓорѓе Трпчевски тамо е 26 години, од кои 24 години е секретар и председател континуирано без прекин. Стефан Владимиров, секретарот, е 12 години секретар. Во статутите стои 4 плюс 4 години, 2 мандати, и едниот и другиот може да биде. Ништо повеќе.
Меѓутоа, тие со нивни луѓе, приврзаници, по родбинска линија, по пријателска, по комшивска, а најмногу со подмитување на пари од членарината на пензионерите по оние 30 денари, што секој пензионер ги издвојува на име, на своје име, на чекот, да речеме, што им се задржува, знаат пензионерите, многу им јасно. Со тие пари тие ги подмитуваат своите блиски, роднини и пријатели и така обстојуваат на власт еве 24 години, како што спомнав, и 12. Мислам, има голем револт кај пензионерите во Охрид, 11.300 таму се, знаат тие, меѓутоа се немоќни, бидејќи подмитуваат, подкупуваат своји луѓе и тие гласат за нив. Изборниве активности, не може изборен состанок да се одржи со 5 до 10 членови пензионери во било кој месен огранок. Кога кај нас најмалиот месен огранок има 400 пензионери, а најголемиот има некаде околу 2000, да рече. И не може со 5 души во приватна куќа или во некои други простори, со друг термин закажано, и тие така си постапуваат сиве овие циклуси, се избират на овие раководни места, што е нонсенс, да речеме, во другиве здруженија, иако има и во други здруженија, мислам така. Меѓутоа, крајно време е, мислам, тие да си заминат. Овдека проблемот не е што тие се толку години, меѓутоа што тие работаат нечесно. Имаат многу направено криминали, да речем. Да, тоа сакав сега како второ прашање. Обвинувате и за финансиски, значи криминал. Тоа се навистина тешки обвинувања. Тоа е прво и основно прашање, зошто бараме нивно повикување. Каков криминал? Криминали. Што конкретно се Криминалите се присутни овде повеќе од 10 години. Негде 10 до 15 години. Добро, и каков криминал, каков финансиски? Прво имаме судски спор околу собственоста на домот на пензионерите. Добро. 7 години не беше блокирана жиросметката. Судски спор со инвалидските пензионери. Сакаме да докажеме дека домот е на Сдружение на пензионери, старосни семеи. Одржавме 37 судски рочишта. 4 судии менавне, баравне иземање, 5 адвокати и сите не падуња на тие 37 судски рочишта. Зошто? Не падуња. Бидејќи Агенцијата за катастар на недвижности на Република Македонија на судиите им даваше информација дека домот е собственост на Република Македонија, а корисници се Сдруженијето на пензионерите и инвалидските пензионери со по една идеална половина. И тука судите не може ништо да сторат, односно да не го доделат нас. Ние се жалевне и во апелација, во управен суд, секаде се жалевне и крајна дистанца беше до Врховен суд. И Врховен суд не ја одби жалбата, односно ревизијата, и плативме одштета од 140.000 или 330.000 денари, што не можеме да дознаеме, бидејќи немаме никаков приступ до благајната, до сметководството. Значи не се Таму се ставаат луѓе, да не речам, полуписмени, кои... И нетранспарентно се работи. Нетранспарентно, нема транспарентност таму. Таму се, ајде да не го спомнувам кој е председател на надзорен одбор, дури и сега повторно не го стават, кој нема благе везе со сметководство и со едно. Предходниот председател на надзорен одбор си поднесе неотповикливе оставка, покојниот Крсте Жилевски, што ги познаваше на некој начин работите, не му дозволува да влези да направи проверка во сметководство. И тој поднесе неотповиклива оставка на собрание, специјално се одржа, бидејќи рече, ако на председател на надзорниот одбор не му е дозволено да изврши било каква контрола во сметководство или во благајна, нова здружение не му треба надзорен одбор и човекот се повлече, мислам. Наставски се служувате ли дека има вакви финансиски криминали? Видете вака, вие сте нов. Тази пензионер, значи од 15 години сум во пензија. Какви се вашите информации? Моите само од слушање, јас ова можам да го кажам. Така. Дека имат криминал, имат. Односно, јас не знам зашто досега никој не се нашол да ова го провери, ако веќе има докази. Јас ги немам тие докази што би ги покажал, меѓутоа видов други неправилности. Така. Ево од самиот почеток, кога се пријавив дека сум пензионер веќе тамо, ми кажа некои грди зборови, поточно председателот Ѓорѓија Трпчевски, а за да кажам изненадувачки, го најдов таму и мојот бивши колега во Советот Драган Пандевски и го прашувам
во кое својство е тука. Така. И тој ништо онака ми збори, значи, ништо така. Потоа разбрав дека тој е избран за управител на клубот. Јас мислам дека моje видување, а стопанственик сум од 88 година, така да ги разбирам добро работите, не може ти да му даваш на човек 12.000 денари секој месец од пензионериве, а имаме толку загрозени пензионери, кои што можам слободно да кажам, имаме семејства кои не можат леп да си купат денеска. За жал, да. За жал, точно за жал. А не Драган Пандевски, уште еднаш го напоменувам, да овај криминал го прави заедно со неговиот тетин, Ѓорѓија Трпчевски, иначе тие се во родбинска врска. За Владимиров не можам ништо да кажам, сем за неговото работење не можам да кажам како го работел, Крсте може подобро да кажи. Меѓутоа, можам да кажам дека си има земено слобода, исто како да е дома со тоа што се докажа во општина Центар. Одржаја, значи избор на месен огранок Центар, одржаја со 7 души, заедно со комисијава. А комисијата се 7 души. И тамо е избран, можете да сватите, значи Владимиров е избран, и да видам кој беше заменик. Мислам дека на Владимиров му беше заменик. Добро, може би не е тоа и битно, не е Не, нека... битно е, добро. бидејќи имаме Ако сметате тука дека е еден... важна информација, Иванка окей. Балева исто. Иванка Балева е избрана, во која стапивме пред тоа. Нажалост, жената е многу честна. Е повикале, имаме хитен состанок. И, што е за чудо невидено, тука имам документ, каде состанокот е закажан на 23. Втори, мислам, така беше? Да. На 23. втори. Тие, ги имаме таа слика, ќе ви врачена, а тие го одржуваат состанокот тајно на 15. втори. Ги свикуваат 7-8 души и жената дури исконтактиравме, беше чудо невидена. Да, сметате дека тоа намерно е така направено, Намерно, за да се не прават... сметам, него тврдам дека е така направено, Да. затоа што ние имаме цврсти докази за во 7 изборни ограноци, Каде што има нерегуларности, нерегуларности. со факти ги имаме тие. Тука можам да тврдам и можам слободно да кажам, имаше и жалби, на кои жалби немавме одговори, него комисии се направиле меѓу себе тука и ги одбиве жалбите и до ден денес не ни е кажано зошто се одбиени жалбите. И нормално би кажал, во време трајање на изборов, вие знаете дека јас бев скоро 12 години во Советот на општина Охрид, како независен. Да, како да. И би сакал да, јас тука влегов со некоја намера, да помогнам, односно стварно да вложам труд со нашето здружение во Охрид, бидејќи ево слободно можам да кажем имат повеќе пензионери во Охрид него што имат вработени. Да, за жал, И младите За заминуваат. жал младите ни заминаа, Старите остануваат. али така. изненаден сум од луѓе кои се во третата доба да ги прават овие нерегуларности и чудесно. Чудесно, не знам веќе што да дискутирам, Така. ако се храбри. Јас викам вака, зошто не се појавуваат на дебата, да дојдат тука и да се погледнеме очи во очи. Односно, до ден денес, вие знаете дека чим е избран делегат, треба во рок од 7 дена да му, или 9, како е таму во статутот, не знам како е нивни, меѓутоа треба да ни бидат дадени уверенија. Ево, јас сум избран делегат во месен огранот Даме Груев, Така. до ден денес нити ми се јавил некој, нити ништо. Односно, одржа нерегуларно и седница. На која седница не се кажа ни кој е делегат, ни кој е заменик делегат, ништо. Си формира комисии, тие сите комисии, сега да не ги напоменувам кои се Да, часе. велите дека се работи едноставно, самоволно Тачно си се собраја и ние бевме нерегуларно и видовме дека истите нерегуларности продолжуваат, каде на жалост, слободно можам да кажам, не можете вие да држите седница со делегати под клjuč.
Но што му личиме ние на заробеници натре за да не заклучи. Со И тука полициско обезбедување. имаше полициско обезбедување, имаше и тука имат криминал кој покасно ќе го споменуваме, не може председател на здружение во избори да удират печат и да го злоупотребуваат печатот и така натака. А управителот на клубот Драган Пандески дури имаше и насилство тука према мене. Значи се деси, не знам дали читавте во медиумите, како беше, имаме и сведоци за што нормално ќе... Пријавивте такво нешто вие во Да, во полиција е пријавено. Значи има институции, очекувате дека може да се реши. Институциите оставивме да си го Така. тераат своето. Иако Трпчевски Се кажа... извинувам, јас би сакал само да го дополнам Ајде. околу таа изборна фамозна конститутивна седница Добро. на собранието околу изборите. За прв пат годинава во изборната комисија да ги следи регуларностите во изборните во местните ограноци 21 се избра 7 членови на изборната комисија, што до сега јас не памта тамо 12-13 години. Секојаш по тројца се бира. Меѓутоа тие по секоја цена увидоа дека им предстои опасност, дека веќе јавна тајна е во Охрид, дека пензионериве се незадоволни од нивното работење, од криминалите што таму ги прават тие, да речеме, особено последните 2-3 години во време на ковидот, на пандемијава. Нема никакви активности, а месечно доаѓаат по околу 500.000 денари од членарина на пензионериве. Добро. Каде одеше, каде се трошеше, никој не знае, треба да испита. Има извештај. Приступ. Нели, А имаме и како надзорен здружение одбор. треба да има и Да, извештај. составот на надзорен одбор е смешен. Луѓе во години кои да. Годината такво нешто нема за да се види сега, каде се трошеле. Годинава за прв пат, наместо тројца избра 7 членови во изборната комисија. И горе-долу повеќето од нив се во извршниот одбор избрани. На членовите. Односно, извинете, да. ми се промешал овдека. Господине Крсте, значи, вие добро кажете, позапознат сте. Меѓутоа, јас увидов нешто друго во тој извештај. Значи, тие се сите нивни луѓе, значи, од старо раководство, кои дојдоа, им побаравме ние финансов извештај, го дадоа, ама тој финансов извештај е штур. Односно, пак би се надоврзал на клубот. Клубот е во загуба од, мислам, негде околу 290.000 денари, а мислам дека фирма се, ако е, и ова е фирма на еден начин, мислам дека е фирма, така, каде некој раководи со пари, треба да дај точен извештај. Овдека се кажа, нити е спомнато во извештајот. Ево јас на повеќе наврати прашав колку плаќат, да речеме, таму имаме 5 станови горе над пензионерско. Имаме тука под Кирија двајца кои користат, имаме аптека, имаме Така. Автошкола. Како? Автошкола. Автошколата, да. Тие имаме... плаќаат закупнини, претпоставувам. Плаќаат закупнини, али тие закупнини кого и да го прашате, никој не ги кажуваат колку се и како се. Дали се зема на рака или било како, не сакам сега да грешам душа тука, бидејќи треба то ипак во извештајот да биде прикажан. И ние имавме такво прашање до надзорниот, ни беше кажан, ајде, то нема врска. Значи, луѓето некако манипулираат на едноставен, прост начин, едноставен, прост начин, значи, со лажење, слободно можам да кажам, и никој тамо не е допирлив. Ево сега да се справиме да појдеме заедно со вас. Можда ќе не примат, можда нема да не примат. Тамо седат заклучени тројца и си прат што сакат. Значи и како сакат. Добро, да. Мора да кажам дека Трпчевски не покани нас како медиум да одиме таму, меѓутоа дека не сакаше да дојде овде и дека не сака да дискутира со вас. Сега јас сум должна како новинар да кажам и што ми кажа. Значи, ете, Трпчевски, за вас конкретно Спасовски, кажа дека сте исклучен пред 2-3 години од собранието и дека овој пат, по пат на изборни регуларности, сте избран да бидете член. Ево, само мора да кажам дека тој тоа ми го пренесе и сакала да го слушнам вашиот став на ова. Потоа имам и за вас нешто. Поведете. Ќе го објаснам тоа. Меѓутоа, јас кај нивното криминално работење, еве, во 2017 година поднесен обвинителен акт. Добро. Ова го нема никаде. Делото е завршено, годините и некаде во фиока скриено. Знаеме судството и обвинителството како е тој обвинителен акт? Ѓорѓи Трпчевски. Против Ѓорѓи Трпчевски. Да, предлог обвинителен акт. Кој го има поднесено?
Овдека е Обвинителство или група пензионери? пензионери, да. Добро. И обвинителот нормално Добро. го доставува до судот, каде е Така. завршено. И не е завршено Ова тоа дело. не е завршено. Ова е полициски билтен. Добро. Овде полицијата открива две работи. Открива. Сдруженијето на пензионерите не распишува тендер за превоз на пензионерите, они излети Добро. еднодневни што се. Добро. Него Си подпишува избира со фирма. компанијата Пупе Компани директно. 78 договори за една година. Тендер не распишува, само договори распишува тета. По закон мора да има тендер. Да се мора појават три Меѓутоа, фирми па да тоа се го избере нема. најповолната и така натака. Втора работа што полицијата го констатира одека во нивниот билтен е што тие сами си утврдуваат, носат одлука да земаат дневница за присуство на секој состанок. Тие како председател и секретар земаат по 15.000 месечно домество, односно 50% од просечната плата во Републикава. Ако 33-34 сега е некаде, мислам така најнов податок у нашо гледаме Така. по републички медиуми дека 34, половина зема председателот од тој износ и секретарот зема 2000 нешто помалку. Меѓутоа, тие се во ред што ги зема тој надоместок месечно. Оправдано Добро. е, сите земаат председатели во Република. Добро, во ред, да, за Меѓутоа, работата тие и земаат трудот. и дневници за присуство на секој состанок, на секоја комисија, на секој собрание, плюс од надоместок кој што ги следува. Тоа е кривично дело. И затоа полицијата, еве во полицискиот Тоа не е билтен, според статут. Тоа не смеат да го прават. Тоа сакате да кажете. Добро. За статутот данес, статутот е донесен 2010 година, И не е изменет, ништо е нема оставен обновено, тој е толку стар, толку неупотреблив и толку работат тие против статут што ништо не почитуваат од статутот, Така. мислам. Ние минатата година изработивме нов статут. Статутот најголемата мана е што нема ограничување во статутот за нивната функција. Во сите, да речеме, здруженија има ограничување на мандат 4 плюс 4 години, два А кај вас мандати. нема, токму затоа. Кај нас нема токму одредба затоа или член, да 24 речеме, години во имаме статутот каде што ќе председател. пишува дека председателот Така, или така, секретарот За имаат разбор. можност на избор, реизбор, 1 плюс 1 мандат. Така. 8 години, ништо повеќе. Колку да е успешен и едно друго. Друга работа, 10-15 години му ветуваат на пензионери во изграда на пензионерски дом. Ние овдека, јас сум доаѓал со нив, овде на програми ваши, мислам, сум гостувале на телевизија, Така. ветува 10-15 години изграда на дом за стари лица. Имам потреба, голема потреба. Како има. не? Апсолутно. По сето Цел тоа регион ништо. немаме. Бесплатен Битола не е превоз, најблискиот. ветуваат 10 години бесплатен превоз за пензионерите од селскиве населби, рурални, што доаѓаат барем еднаш неделно во понеделник како пазарен Да ден, можат да дојдат. имаат бесплатен билет, да речеме. А Сдруженијево има парито да го направи. Да им плати барем по Добро, понеделник. подоцна ќе подискутираме и за овие што може да се направи, ќе кажеме подоцна што се може да се направи кога би се сакало и се имало добра волја. Значи се има пари, може да му се подобрува животот на пензионерите. Ќе ве молам околу прашањето што ви го поставив, ако може да се вратиме за обвинувањата на Трпчевски и до вас. Какви Ева, манипулации? да, јас бев таму, ви спомнав на почеток, бев едно 12 години потпарол бев Да. таму. И една група на пензионери, мислам членови во собранието, во извршниот одбор, во најтесниот раководен тим Така. кај нив. Се договориме тие двајца да ги рушиме, попросто малку да се изразам, Добро. да се отстранат, да се отповикуваат од председател и од секретар. Неправилностите, нивни злоупотребите со финансиите особено беа неподнесливи и затоа сакам да ги мене. Така. И јас на седница на собрание, како член на собрание, од местниот огранок и председателство времено бев, во замена на еден претходни од мој почина, па ме избра мене. Добро. Јас на седница на собрание сите овие пропусти нивни, аномалии, дубиози финансиски, криминали им ги соочив на собрание на седница. Пред И тогаш ги 31 исклучија, делегат. фактички. На наредната седница председателот Трпчевски станува со еден лист и чита дека делегатот Крстен Спасевски деструктивно работи во нашево здружение и барам да се тој смени. Исклучи. Да. Така и така ви исклучи. Тоа беше на крајот од седницата од собранието. Не беше во дневен ред, мислам. Деловникот не беше запазен. Добро. Да речеме. Така. И се гласаше 3-4 пати.
еднаш не добија гласови, вториот пат не добија, дури третиот или четвртиот веќе собра над 16, 51%, За да може да собра ве за да може да ме менат и така ме мена. Меѓутоа не ми дозволија да реплицирам. Зошто? Кое е тоа деструктивно? А јас ради критиките што ги упатив на претходната седница на председателот и секретарот, ова што сега го кажувам, тие за тоа се налутија и по тој основ ме... Така, по тој основ бевте Да, исклучени. меѓутоа тоа не беше статутарно. Тие треба, како знаете како води процедурата според статутите. Тие треба да стават точка во дневен ред од повикување на делегатот тој и тој и со работен материјал. За да е зошто тоа легитимно. деструктивно, да. Да, ве А не ми дава ни збор ни да реплицирам, ни да така. На тој начин тие мене. Така. Ајде за Што нас. смешно беше, трагикомично беше тој случај, мислам така. Меѓутоа јас се помирив, видов дека неам приврзаници, сите се нивни луѓе, писмени, неписмени, полуписмени таму и сега избрани и порано, така, лесно подметливи луѓе ги подмитуваат и во сите органи. И сега составот е таков и на извршниот одбор, на надзорниот одбор е, да ви кажам, дали е смешно. тако, Да. господине Крстев. Добро. Не знаеме, уште немаме избрано. Немаме, да немаме. Уште не За сме Настовски имаме едно прашање. Трпчевски во разговорот со мене рече Настовски е против нас, бидејќи сте имале лични бизнес интереси, односно сте го барали клубот за да отворите пекара, сендвичара и така натака. Има ли нешто вистина во ова? Немаме. Па да ви кажам не- искрено, не можда е во право човекот тоа што го изразил, ево ако ми го дат, јас би отворил пекара тука, али јас би му е дал мојата пекара сега што е во моја собственост, да ја работи, бидејќи толку е човекот, тоа се деси на еден состанок каде што ми рече господинот што не го личи, Трпчевски, ми рече шо е овде, ќе отвараме пекара, јас едноставно му одговорив не, полициска станица. Значи ова беше мојот одговор и јас не би се расправал со Трпчевски бидејќи може да ми биде татко по редот на нештата. Така. Трпчевски ги злоупотребуваат сите, значи дословце пензионери, односно ги манипулираат. Ево ќе кажам најнов случај, можда не знам, дотука не сум стигнат, али ќе научам, колку календари се направени. Јас мислам дека секој пензионер заслужуваат календар да добијат. Јас бев во една таква ситуација, тој истиот Трпчевски, кој врати пензионер пред мене и му викат утре да дојди задутре. Па тој веќе од негови пари се купи. Значи не може да на излегвење мене ми даде истиот 2 календари и 2 пенкала, што ги имам дома. И ме врати, викат имаме ние избори, знаеш, па добро ако имате, добро, супер. Јас заминував тоа за Швајцарија и ми рече да дојдиш, да се видиме. Ќе дојдам. Кога отидов, веќе човекот беше, како да ви кажам, пладнат, дали ги разбра работиве, затоа што ќе бидам реален. Дури можам и да се заколнам пред сите, односно да ме чуе целата јавност. Јас не влегувам таму ради интереси. Дури реков дека ќе работиме сите без надокнада. Значи, ќе работиме волонтерски. Односно, ако имат потреба да се плаќаат луѓето, ќе се плаќаат. Ако не, ево јас, пример, кога би станал председател на Сдруженијево, а мислам дека брзо ќе биде тоа, ќе се откажам лично, кажам, од тој надоместок. Јас за мене тврдам, не можам за другите да тврдам. Значи, ќе ојд во хуманитарни цели. Вие знаете, запознати сте, дека јас бев 2 пати прогласен за филантроп на годината. Значи, јас не користам средства од, да речам, од институција, од ова, од она, него од самиот джеб и ден денес помагам. А јас за пекара, не го имам то спомнато, тврдам, и нека дојди, нека пред мене го кажи, ќе му кажам, имате сведоци тука. Тој малце нека си поведи рачун, да го поздравите, прво ако имат храброст, треба да дојди тука. Апсолутно се Значи, согласувам. јас Требаше ќе- да биде дел од оваа дебата. Тачно. Меѓутоа изборот е нивни, ние со сила не јас можеме да ги пекара, натераме. прво да ми е давет поклон, не би направил тука пекара, немам потреба. Затоа што вие знаете и сведоци сте дека јас го произведувам најквалитетниот леп. Не во Охрид, него во Македонија. И бивша Југославија, да ја кажам. А така да, поверувачка имам, немам потреба од такви Да, не работи. ви треба. Односно, слободно можете да кажете, ако тој е за пекар заедно со Драган Пандески,
и неговите соучесници би отвориле одма и пекара, профитабилна би била тука пекарата ако не плаќаме кири. Само да дојдат, бидејќи тие мислат дека ова е прв пат се соочуваат со писмени луѓе, односно со луѓе кои ги разбираат работиве. До сега ги правеле изборите, како што напомна господинот Крсте, по куќи. Ајде, ќе дојме ние вамо и тамо. Односно, ако ми дозволите или ако имате посебно прашање, би кажал подетално за нерегуларностите кај што се десени по местни ограници. Добро, да, ќе подискутираме, да. Тоа Ќе подискутираме и за сакал, тоа. а господинот Трпчевски, односно вие како телевизиска куќа, како медиум или така натака, како да наречам, ќе ви поставам до вас едно прашање, водителке. Дали можете 87 годишен човек да раководи со пензионерско друштво? Добро, сега да не ги навредуваме по старите и по возрастните. Па види вака, јас Може би можат, не знаме. нека остана не тука, знаме, му да. беше понудено да биде почесен председател и така натака. Значи, не можете, ипак, знаете како, вие сте Не, доста... дека треба промени, апсолутно се согласувам. Но Така. тоа треба по статут, ево вели статутот не е среден. Значи, кога во статутот би имало таков дел, доволно е 1-2 мандати, па да се даде шанса и на некој друг. Ама не можете, Па знаете... промени, па модернизација, па напредок, јасно е дека треба. Баш Апсолутно. тука сакав да се... Треба. Ќе му поставам сега јас прашање, вие да опрашате од моја страна. Ќе го прашам. Во овие 26 години, што имат финансирано тамо? Дали уопште е качен горе да види дека кровот течи и така натака? Мојата идеја беше да се обнови клубот, да заличи на клуб кој ќе представува, значи, лице на пензионерские друштва. Нажалост, во цела Македонија имат нерегуларности кај пензионерски. Тие се толку корумпирани, да речам, толку не им седават столчето. Па како не ви го дал јас столчето кога вие сте поспособни, моите да појте да допринесите? Јас дури дадов и една друга работа, и ако станам председател, значи дадов до знаење дека тука нема да се вртам. Него јас не од пензионериве да користам пари, ќе земам, ево, слободно сега ќе кажам пред вас, бидејќи сум поканен на емисијава, значи имам веќе возило купено да одам поклон на Сдруженијево на пензионери. Возило за 7 души, да некој не земат пари од тендери. За превоз на Односно, неколку луѓе. следен потек ми е да донесам донација од Швајцарија, автобус. Тие одма се уплашија како автобус ќе треби шофер. Па добро, шофер ќе треби. Не може таму имаме личност која зема 36.000 плата. Личност која ги обавува. Зашто ги зема тие 36.000 Појма немам. плата? И ова одрекла казала 36.000 денари. И неќам да напоменувам која е личност. Односно пак ќе спомнаме од Драган Пандевски, јас сум прак пријател со него, значи куќен пријател. Не може на онаков начин да зема 12.000 денари. Како можам јас, ево, од собствена пекара, плата да поделам или да не поделам на работнициве, да си пикнам джеб 12.000 денари и работниците нека ми работат, нема проблем. Ако го загуба работиме. А клубот се уште не работи. А клубот не работи, значи јас не знам како е назначено тоа. Зошто не работи клубот? Да, и каква анимација имаат пензионерите? Луѓето во Тоа е третата клуб доба за треба да дневен имаат престој. некој достоинствен Тамо, живот. да. Анимација, Не. дружба. Добро оправдано, Зошто не дека работи? што не Ќе ме работеше. прекинам малце, господине Крсте, значи мојата идеја беше следна. Во секој месен огранок, 21 месен огранок имаме. Добро. Во секој месен огранок е избран председател на месен огранок. Добро. Во секој ќе отвориме канцелари. Ево јас кажам дека ќе отвориме, дали негде ќе плаќаме кири, не плаќаме, има средства. Значи тие ако викат нема средства, нема ако се кради, ќе има средства. Колка ви се месечните приходи еве на Сдруженијето на пензионери? Споменавте Околу преки една 500.000. пекара. Околу 500.000 500.000 денари Да. месечно. Не Меѓутоа знам, тоа е- трошоците, тоа е а се- трошоците, Кои трошоци? струи, не знам, тие комунални Добро, тие се трошоци, минимални. Па еве клубот не работи. надоместоците. Значи видете вака. Јас тука ќе кажам дека Трошоците се се вртат минимални. годишно околу 100.000 евра. Од прилика 100.000 евра Приход? годишно приход. На Сдруженијето. Расходи, да, расходи нека има, Оптимистично, нека има. господин Настовски. Молим? Оптимистично многу. 100.000 евра приход. 100.000 евра имат.
Значи, годишно? На годишно Сега, ниво моментално, кажам, на годишно. Добро, има и расходи, тоа сакав да го кажам. Расходите, значи- тие дружби, тие патувања, тие надоместоци, Тоа струи, може лесно да комунални. се види. Нека излези на дебата, нека кажи. И ако нема храброст тој човекот да не е болен, не знам што е работата со него, здрав Не е каже кој ќе треба изречито, не сака да дневници. дебатира со вас. Па не Значи, може тоа да го дебатира кажа. затоа што сум во Да, го право. кажа. Нема тука, и јас не сакам да дебитирам, да дојдам довдека, ако тој културно си се повлечеше, а не да клават сна и внук, тоа не е семејна фирма. Сдруженијето е на 11.500 пензионери. Што утре може да се деси нешто друго, нека размисли малце, ево одговор дајте му, нека размисли дека јас ќе одам до таа цел. Значи ќе му направам паралелно сдружение, кои пензионери веќе ги имам на список. Тие немаат список од пензионери. Кажете ми вие како новинарка сега, најискрено, најпоштено, почват избори. Би требало да се кажи месен огранок видовишта, месен огранок на тој ден. Ма не беше тоа ни медиумски, не знаевме дека има избори. Видовме кога имаше протести, да бидеме искрени. Порано имаше и такви информации, меѓутоа веројатно нема ни портал. Да, ова е протест од- Веројатно и намерно не се. Намерно е, Од значи. изборната седница протест е фотографии. Камерата ако може да ги Да, фотографира. може секако ќе ги сними, за да ги види Овие слики се јавноста. само дел се од Дел се протестот. извадени, да. Така, тоа е израз на незадоволството на дел од пензионерите. Доете во контакт со пензионерите, колку останатиот дел се задоволни од ова што се случува? Има ли, освен тие внатре кои што се во потесното Вака ќе ви раководство? кажам следна реченица. Пензионери во Охрид знаат тие дека јас таму бев на 12-13 години Така. како потпарол и Така. секаде бев присутен. Така. Јавното мнение кај пензионерите во Охрид, да речам од тие 11.000 нешто, 7, 8, 5.000 нека е. Па викат, што правите вие таму? До кога оние двајца на полицајците ќе седат во здруженијето и ќе раководат? Па доста им ја вели, 24-5 години. Навистина Не е се многу долг период, загрозени се викат со согласувам, пензијата, тие не се. Така, значи, Зематувај пензии. да не е финансискиот Да. дел. Колкав е надоместокот на председателот, например? Имате ли информација? Да, премалку ви спомнав. Цената. 50% од просечната плата во Републикава. А сега е Просечната негде 34 е сега, значи најново. Значи 17.000 17.000 месечно зема председателот, Да, а секретарот. илјадарка две, негде 2000 зема секретарот помалку. Меѓутоа ви спомнав преска дека тие земаат и дневници Да, за присуство на покажавте секој тоа. сестанок Да, по илјадарка да. дневница. За Дополнително. пола сат или сат дополнително. Дополнително се Кажи, заемаат финансиски управителот средства. колку зема? Да, управителот земаше 10.000, сега зема 12. Мислам не она. Управителот на клубот сакате да кажете? Да, на Кој не клуб. работи. А клубот не работи. И се уште пензионери Секој месец прашуваат зема 200 евра. зошто клубот не работи и викам јас одите председател. А зошто не работите клубот? Еве, за Да тој знае надоместок, јавноста. за тој надоместок што го земаат мимо Така. онај месечниот што ги следува како и секој Така, председател, што сами си определиле дневница да зема за секој состанок, Сами си присуство, да. изгласале Што не за смеа, тоа не присуството смеа и да се тоа е земаат против закон, дополнително против статутот. дневници. Еве, полицијава ги има откриено, ова не е, Така. ова е полициски билтен А од добро, полиција. кривична пријава има ли за такво нешто? Полицијата, да ви кажам, во сиве овие случаи досега, Добро. мислам, си ја има завршено работата онака како што треба. Така, и добро, треба се поднеси до И судот сега го кривична. поднесува, И сега да, го обвинителство поднесува до треба да- судот, до обвинителот и Така, тие тие процедури. треба да покренат сега таму обвинение. предметиве стојат таму во фиока да застари делото. Ние имаме дури сознанија дека на некој судија или адвокат дека му дали 100.000, скриете го предметот тука да застари делото, да не го обвинуваме Ѓорѓија или секретарот и едно друго. Така. Тие со тоа се служат и то со пари, оние 30 денари на пензионерите што му запират. Има голема пара, А што зошто добиваат парите- пензионерите за возврат за тие 30 За возврат денари? ништо не добиваат. Тоа ме интересира, што добиваат? Ништо не Анимација, добиваат. спорт, рекреација, патувања. Видете, јас ќе се промешам тука. Што добиваат? Значи, Добиваат. дел од пензионерите добиваат. Значи, колачот си го делат меѓу себе. Значи, тоа е, дори слободно можам да кажам, сега да не бидам толку убедлив, дека во време на пандемија, овај одслушање, тие имаат плаќано превоз, а не е патувано. Да, беше Значи, забрането, не се патуваше, Тачно. не излегуваше. Вие викате што добиваат? Он дека е пералница на пари. Клубот. Клубот
Преку клубот, тие работеле со блокирана жиросметка. Здруженијето. Здруженијево. Па отвориле нова жиросметка на клубот. Па преку клубот одат и пари од дрва, од јагнина, кои јагнина дел ги плаќат, овие дел не и плаќат. Значи има луѓе подмитли, знаете како е, сега јас тоа го имам осетено во ова сиромаштија. Нормално сите сме во треба да подеднако да ја поднесиме. Меѓутоа има луѓе денеска кои можат да си месо да купат, а има луѓе лепшо не можат да купат. И тие наместо да и поделат, односно преска почнав и пак ќе се надоврзам. Треба да функционираат пензионерското како пензионерско друштво, да имат забава, да имат спорт, да имат, ево мојата замисла беше баш таа. 21 огранок, 21 канцеларија, каде ќе бидат, веќе имаме набавено карти, шахови, све сите работи, а исто имаме набавено и за во клубот. Значи, тука вие, ај сад да не ве увредам, вака сте доста помлада, нема да се увредите, мислам дека, знаете дека тука имаше собиралиште на пензионериве, пред години, ама од кога се дојдени овие, јас би ве замолил да му поставите прашање на господинот Трпчевски, на господинот Владимиров и на господинот Драган Пандевски, што имаат внесено, односно вложено во пензионерскиот дом? Така, бар дали има инфраструктура? Дали има нешто да има чепнато, некој штрафче да има клајно или така натака? А сакам да јас да вас да ве прашам нешто. Дали кога се најавија избори, имаше ли против кандидати? Кои беа против кандидати на Трпчевски? Имаше ли некаква програма? Треба ли нешто да им се понуди на пензионерите? Ете, например, ние во ЗНМ имаме повеќе кандидати, нашето изборно собрание помина безпрекорно, повеќе кандидати, си имавме можност програма, средби и навистина имаше една можност да се избере председател онаков каков што му треба, онаков како што новинарите одлучија да го изберат. Како беше кај вас? Имаше ли такво Па, нешто? ево, ќе ви кажам. Или имаше еден кандидат и тој се избра? Видете вака се, јас бев замолен од група пензионери Добра. да викат овие не може никој, овие се вдомени, дури слушнав, малце ми е нелогично да го кажам, Ѓорѓија Трпчевски изјавил дека со сандак од овде само може да ми изведе. И дојда кај мене луѓе, пензионери мислам, и ме замолија, разбрале, од кај разбрале, мене ова не ми требаше, јас 5 пати одам на избори како независен, окава мака немам Сега видено. малце ке си имавте пензиски денови и одмор, меѓутоа излезе. Точно, јас тоа го правам, моите 2 деца ќе се надвор од државата, само едното ми е тука, али и тие се вклучени во ова програма моја што имам даено. Значи тука имаме донации од странство, од Швајцарија, од Германија и така натака. И ево кажав како за пример, јас набави возило, веќе господинот Крсте знае. Јас за време на кампањата све финансирав сам. Односно се покажав како против кандидат на Трпчевски. И од тоа почнаа нашите, да речам, несогласувања. Така гледам ова и почна начело со Пандевски Драган, кој го знаете каков е, нема што да ви го објаснувам, знаете дека беше осуден. Осудуван беше. Не би дискутирали сега за човек кој што не е присутен. Добро, Јас не би сакала да коментирам. се извинувам, тоа не мора да го прокажете во програма. Али добро е да седните, вие да направите иницијатива, да видиме што господинот Трпчевски досега има во овие години, Владимиров направено. Ајде, Драган сега е тазе дојден, али добро му е 600 евра, наместо да ја поделат на најсиромашките семејства, тој да си пикат покрај големата пензија што имат. Ќе додадам дека и двајцата, Ѓорѓи Трпчевски и Владимиров, зема над 40.000 денари пензија. Зар дојдени се да земет од луѓе кои се со минимални пензии? Зар не им е срам да се појават во градот? Јас ова не можам да го сватам и за мене е несватливо. Јас бев, како што кажав, замолен од група пензионери да бидете кандидат. Да бидам против кандидат на Трпчевски. Така. Значи ето тоа е. И со програма. И со донесена програма. Дури се ширеа муавети дека уз кампањата.
Ljupčo Nastoski ne može да биде председател, нема висока стручна спрема Не или беше така некако нататък. тоа застапено во медиумите. Знаете, можеби Покушавме дека ние во нема медиумите. портпоро. Добро, јас Меѓутоа, ете, ние- може да кажам дека не Да. видов некоја застапеност во медиумите. Да. Кажете ни, Спасовски, изминативе години, што беше направено, а што можеше да се направи? Не зборуваме за големи инфраструктурни, оно што рековте, дека може од тие приходи да им се помага на пензионерите, да имаат подобра анимација, да имаат подобар живот, бидејќи Годиниве достоинствен живот во третата доба е нужен. Воопшто не дава ни паричи надоместок, да речеме, односно социјалата малку да овие со Така, да им помали се пензии, да им помогне се помогне некако. на друго. На времето донесле одлука финансиски никого да не помагат, иако има пари, мислам и од повеќе. А тие пред 2 години некаде почна, кога почна пандемијата, да даваат пакети на негде 50-60 пензионери. Знаете што дава? Смешно е пред вашиот и било кој медиум да кажува што им дадоа на луѓето. По 1 килограм граф, по 1 литар масло, 2 заштитни маски, обични за еднократна употреба и 2 ролни тоалетна картија. Тоа ли е помош на пензионерите, а не се? Не. Смешно и трагично. Тоа е трагикомика чиста, мислам. Јас и се срамев А што ги може давав да се со помага. секретарот. Може да се помага. Но се може нема да се слух, помага, да. едноставно. И не се помага. Едноставно парите тие ги чуваат, преку клубот перат пари, а сега пред избориви, секоја на сабота недела по кафани ги носеа одредени луѓе, личности, очекуваа органите што поддршка. беа досега, да речеме, извршниот одбор, комисиите, поручици, Од да оние ги од кои трошат очекуваа парите. А со поддршка, тоа, претпоставувам. позадината беше да ги придобијат за нови избори да гласат со нив. Не може човек да биде избран со 5-6 луѓе во куќи приватни, во простори да биде избран за делегат. Ајде да За подискутираме поставени. малце што е она конкретно во статутот на Сдруженијето што треба да се Најголемата смени. мана на статутот е што ние минатата година ви спомнав, донесовме нов статут, изработивме. И не Со се тројца изгласа правници. и не помина. Меѓутоа не сака да ја свикат комисијата, Така. тричлената комисија за статут и правни прашања. Не сака, бидејќи ние во статут тамо напишаме дека председателот и секретарот ќе имаат 2 мандати, 4 плюс 4 години, ништо повеќе, да не бидат избрани, како овие досега. Меѓутоа комисијата цела година не ја свикува, смислено не ја свикува, Така. и сега тие остана пак како раководители што имаат право. Стариот статут 2010 година донесен, имаат право да бидат избрани. Така. Али тоа ете присилно го направија па просторијата на изборната седница со И добро, не може да се поднесе ли жалба? Сигурно има некои закони. Еве, јас ви И сега кажав да се жалби, поднесе еве, жалба полицијата- заради тие не зборуваме за изборното собрание и за нерегуларностите. Ќе може да Во однос одговора на нив на може ли прашање? жалба? Значи, Да вака да се. има некои правни Еве, од полиција све е поднесено. То елементи. полиција е баш како сте. Еве Не, ја. не, сакам да све кажам се ваша поднесено. жалба до изборот и нерегуларностите. На тоа мислев. Ќе дам јас одговор на ова прашање. Да, Повелите. комисијата. Значи, видете, на Месен огранок Железничка, на Месен огранок Радојца Новичич, Горна Дебарца, Дејан Војвода, поранешна Косевска општина, поранешна Мешеишка општина, во општина Центар е спомнав, така? Да. Центар, добро. И Старград. Добро. Значи, видете, тие раководеа со за време на избори. Не може стариот председател да работи, така? Мислам, се распуштат. Јас така го сваќам, и према статутот е така. Така е. Значи, беа распишани изборите на 9. 8. На Како? На 8. На 8 февруар до 9 март. И требаше до 9 март Месец да дена. завршат. Месец Добра. дена негде. На 10. Значи втори, господинот кој е приврзаник со ними, Неловски, од поранешна Мешеишка општина, да не му избегат, некој да не му се јави против кандидат, си ги викат дома луѓево и си избира дома.
Значи си се избира тој, си одат, си се частат и така натака. Прв случај е тој. Значи 9 се распишат избориве, 10 тој ги одржуваат. Исто имам за поранешна Костенска општина. Имаме делегат Ристо Митрески, кој Ристо Митрески живее во Охрид, а треба да имат место на живење во Месен огранок Завој. Според личната Според личната карта. Значи, тука Овде има не беа регуларност. побарани. Да, тие се видливи. Исто беше на Дејан Војвода, каде јас сегде присуствував на скоро секаде. Дејан Војвода имаше нерегуларности. За све имаме документација. И добра жалба поднесовте на сево ова. За сиве овие имаме жалби. Еве Добра. тука се жалбите и никаков одговор до ден денес не добивме, сем жалбите ви се одбиени. Па нормално ќе бидат одбиени жалбите кога комисијава, односно ево вие тужите, Да, сами вие ќе треба да одлучувате. донесат одлуката, Значи не може да се требаше надворешни лица да имат, односно структурава не му е како што треба. Тие требаше прво. Ево и до ден денес да кажам дека немаме уверение добиено, а прво што треби, нормално имаме список тука, Да, кои дека се се избрани останале делегати. членови, Вие така, знаете и како делегати. значи се викат конституивна седница на Така. кој се кажат лицето тој избран во месен огранок Така, тој и добиваш уверение лицето дека тој се. тој. Јас мислам дури с краја да е и подалеку овде кај имат избран некој починат човек. Најсериозно. Дај Боже да не е така. Меѓутоа, имаме непотизам невиден. Имаме на 15 корпус. Ево ти одма видливо се гледат. На 15 корпус и Радица Новичич, Васил Марковски и Ѓорѓи Марковски. А што се тие? Брај, ќе предпоставувам. Јас сега предпоставувам према Може тоа. би не. Кажав, во Месен огранок Железничка, Ѓорѓи Трпчевски, снаа му Васка Петреска. Снаа за внук. Имаме во Горна Деврца. Не сакам ништо, му посакувам здравје на човекот, каде е смешан господинот Јован звани Пупе, кај што го земаат човеков да го изберат за делегата, човеков е со хемотерапија, Господ здравје да му даде. За после то да дојдат на негово место, тој да се откажи да дојде господјата Јонка Јоновска, која Јонка Јоновска е нивни послушник. Истото го имаме за Надејан Војвода. Дури замеников делегат, една прекрасна особа можам да кажам, јас случајно дојдов, ајде честито да ја честитам дека е делегат, јас ништо не знам, викат, како ми честиташ така. Па вие сте избрани делегат. Прво беше избрана за делегат, а потоа, со 21 глас, а потоа го е ставија заменик делегат. Така. Значи, и ево ќе ми дозволите уште малце. Не гази време за тоа, Еве, морам добро, да го ајде, скратиме ајде, ова, ајде, ако го Се може. извинам само малу Ќе мора- за непотизмот. До сега беше многу Да, поприсутен во Спасовски, претходни затоа што мора избори. да привршуваме. Зоре Мисковски со 93 години до вчера беше член на Собрание на Сдружение на пензионери. А тој му е дедо по жена му на Стефан Владимиров. Новиот управител сега, Пандески, му е внук на Ѓорѓе Трпчевски, управител на клубот. И многу има такви непотизми, мислам, едно друго, што смешно, пензионери ги знаат, мислам, се згрозени од сето ова што се случува, револтирани, мислам, меѓутоа како да сме немоќни. Треба сега, останува шо? Да одиме насилнички, да ги фатиме, да ги извркаме. Што останува? Кој е механизмот правен, легален, кој што вас ви останува и ве молам накусо за тоа што мора да завршиме? Ништо, ние само да речеме еве. Државна комисија. Имаме поднесено барање. Вака, Еве го случај. ќе се промешам. И до тука, други, значи, еве. Да, кажете Не, го сам- што тоа, што Механизмот е останува? ваков. Значи, Крсте, ќе ми извиниш. добро. Механизмот е следен. Имаме поднесено жалби. Тие жалби немаме одговори добиено. Добро. Па сега второстепено нема жалење, затоа што кај ќе се жалиш пак кај ними. Добро, мислев за нерегуларности, дали има можност полиција, суд, обвинителство? Па ние имаме пријавено Тоа во ми полиција, беше имаме и во суд. прашањето. Меѓутоа, јас тука не можам да... Затаено е све. Значи, затаено, дали имат луѓево малце размислувано дека до оваа ситуација ќе се дојде или не, не знам.
Меѓутоа, ние ќе и правно, па на крајот не сакам да дадам еден збор насилнички, то не е насилнички, него ќе се соберат пензионери во голема група, заедно ќе пријавиме полиција и ќе им лезиме натре и ќе бидат исфрлени однатре. Ево, тоа е нашиот. Не исфрлени, да речам сега, грубо исфрлени. Меѓутоа, имавме во многу општини. Аеродром имаше, кога сте поправиле... Да, еве. Значи, аеродром имавме таква ситуација. Имало такви Кисела вода, ситуации Куманово. претходно. Секаде. И овдека, значи, ако сакаме нешто да направиме, нека победи правдата, јас толку ви реков. Ја само уште една Ви информација за благодарам. вторник во Скопје закажан протест во 10:30 часот од многу здруженија од Републикава, протест против изборни процеси што се нерегуларни во Републикава. Така. И секој пензионер кој сака може да присуствува, мислам ова е како повик, како... Добро, најверојатно ќе присуствуваме. Друго сакав да кажам уште тука. Значи, видете, вие рековте кој е начинот. Начинот е многу едноставен. Значи, начинот кој има незадоволство, треба да си одат. Не може да раководат он дека... Мислите дека сами треба да си дадат оставка. Да. Ви благодарам многу и на двајцата што бевте гости од емисијата Прашалник, за кај јас пред гледачите како новинар и како телевизија се оградувам од изнесените ставови, но тоа се ставови на нашите гости. ТВМ телевизија и ние сме должни да информираме за сите актуелни состојби. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Благодариме и ние за отстапениот простор. Ви И што ни благодариме. дозволивте да кажеме, ова само дел е. Има многу работи што треба да се кажат, мислам, не е во наш интерес, ние немам никаков не интерес. Меѓутоа, во име на 11.500 и 300 пензионери, старосни и семејни, они инвалидските не ги И земаме тие предвид, треба мислам. благодарам и јас, значи ми беше голема чест и до скоро видување. Се надевам дека ќе имаме промени. Така е.